почитувани професори, книжевници, учесници на третиот меѓународен симпозиум посветен на книжевното дело на Видое Подгорец, јазик, поетика, херменистика. Добар ден и добре дојдовте на овој свечен настан за сите нас кои што го сакаме, почитуваме и имаме намера да го чествуваме делото на Видое Подгорец и на воопшто на македонската литература за деца. Пред да почнеме со овој официјален дел за симпозиумот, би сакале да позборуваме неколку зборови за новата книга на Киро Донев, кој што патеме и главниот виновник, што името на Подгорец се споменува неколку децении по неговото физичко заминување од тука, затоа што симпозиумите и манифестацијата за деца се роди далечната 2001 година, токму по иницијатива на неговиот син по душа, би рекла, Киро Донев. И еве сите оние кои што го почитуваме, кои што сме членови на Сдруженијето Средби под јаворите Видое Подгорец, решивме да го прифатиме тој сон и копнеш и да ја продолжиме таа негова мисија. Тука е пред се Ана, Ксенија, јас и уште многу други ентузијасти кои што навистина со сета љубов го пригрна овој сон на Киро Донев. Она што е интересно за најновата книга на Киро Донев е што таа е еден споменар кој што најверојатно секој жив човек може да го има. Свој личен споменар на драгите луѓе кои што му наидувале низ животниот пат. Меѓутоа, за разлика од нас, кои што тие спомени сме ги зачувале во некој фолдер на компјутерот, во телефоните, можеби како фотографија или единствено како спомен во срцето, Киро бил многу по-внимателен од нас и шетал со таа ретка и бесценета тетрадка во која што секој пред се писател за деца, кој што го среќавал на фестивалите за деца низ Македонија, низ Балканот и низ Европа, му се потпишувал внатре, оставал некој збор, некоја порака, фотографија или неколку стихови. И Киро, иако многу грижливо ја чуваше, сепак се охрабри ова ретка и драгоцена тетрадка да биде преточена во книга која што ќе ни сведочи за едно време кое што полека одминува, меѓутоа 5 децении, мислам дека и оригиналната книга е тука, ќе може да ја дзирнеме, таа е навистина истрошена и многу интересна, меѓутоа внатре ќе може да ги видите оригиналните потписи на, не знам, стотина писатели од цела Европа. За книгата кратко ќе ни проговори доктор Ана Витанова Рингачева, затоа што тие двајцата грижливо ја составуваа изминативе неколку месеци. Повелете. Ќе го прескокнам оној официјален дел, бидејќи Сузе си ја презема таа обврска. Возбудата е голема заради тоа што овој тефтер, како што го нарекува писателот Неџати Закирија, навистина, еве вака, навистина е повеќе од мал трезор на богатство, како велеше Неџати, и да пропадне целата југословенска литература, доволно е да се спаси тефтерчето на Киро. И навистина ова тефтерче ги преживеа сите премрежија, лични, негови, на неговите пријатели, историски премрежења, како сакате, надживеа се и еве го денеска во наши раце. Ова е оригиналната верзија на тефтерот, а ова е летопис на душата, така како што изгледа новата современа верзија на книгата. Внатре има цело богатство, внатре се оригиналните ракописи, оригиналните фотографии на сите пријатели, ете така со струјата, се случува, меѓутоа ништо не спречува да говориме. Тука се внатре сите фотографии, сите потписи оставени од сите оние писатели големи од времето на југословенската литература, со кој што нашиот Киро Донев другарувал, ја крстосувал цела поранешна Југославија, сите поранешни републики и на тие средби, на Змаеви детски игри, на манифестациите Курирчек, понатаму Змаеви детски игри ги спомнавме, во Македонија Струшките вечери на поезијата и така натаму, тоа се безбројни манифестации на кои што Киро и неговите пријатели не само што читале за децата, не само што твореле за децата, туку и меѓусебно другарувале и создавале спомени.
Во оваа книга се собрани токму тие спомени и оригинални подписи. Дел од тие автори оставале свои песни, оставале свои анегдоти, но се што е внатре е запишано својрачно од тие 127 автори. Има внатре оригинални подписи од Ристо Крле, Славко Јаневски, понатаму од сите Васил Куновски, од сите големи писателски имиња во Македонија, меѓутоа и од најголемите од поранешна Југославија. Љубивој Рашумовиќ, Душко Трифуновиќ, Бранко Чопиќ, Десанка Максимовиќ, Азис Несин од Турција, Улф Старк од Шведска и така натаму. Кога ќе отворите книгата ќе видите за какво богатство говориме. Која е таа педантност и тој порив? Таква архива како што има Киро Донев ми се чини дека нема ниту еден, не само од нас, туку и генерално говорам од бившите југословенски простори, толку педантно да се чува секое ливче што му го дал некој негов пријател, секоја фотографија, секое зборче, тоа знаете како се запишувани? На хартија од цигари. На ова е инаку внатрешност од ташна торба, која што Киро си ја носел со себе и кога неговиот пријател Велимир Милошевиќ напишал песна за струмичката Мастика, песната се вика Мастика, бидејќи немало каде да се запише ова е август 79-та година додека патувале, така, Киро вади дел од својата торба, тоа е Скај некако и на внатрешната страна е напишана песната Мастика. Вакви предни, не знам, ова се артефакти, кај Киро има многу, и тоа нас како млади луѓе не фрапираше, заради тоа што ние младите генерално не сме толку педантни за да водиме сметка. Знаеме нешто да фрлиме, знаеме да мислиме, да помислиме дека некое ливче е безвредно и слично, или ќе го сликаме на телефон, па телефонот ќе заврши таму каде што не треба, ќе му отиде меморијата и слично, но Киро ги чува сите овие вакви илјадници ливчиња. Пробавме дел од тие ливчиња да сместиме во книгата Летопис на душата, а на самата корица да видат фотографиите на најголемите имиња на југословенската и на македонската книжевност за деца. Киро е хроничар на зборот, хроничар на времето. Тој не фрапира секогаш, меѓутоа ваков еден потват е навистина ретка појава во македонската книжевност, меѓутоа и воопшто. И затоа сметавме дека токму на овој ден денеска, кога го отвораме третиот научен симпозиум посветен на Видое Подгорец, а инициран од Киро Донев далечната 2002 година, сметавме дека местото на оваа кратка промоција е токму овде и токму денес. Заради тоа што ако не беше Киро Донев, името на Видое Подгорец и така беше подзаборавено и маргинализирано, мислам дека ќе беше некаде буквално во некој агол во кој што секако не заслужува да стои. Благодарение на него манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец живее секоја година, ги удостојува дечињата од цела Македонија, ја слави, го слави творештвото за деца, анимира нови автори за деца, а сето тоа под капата, односно под шеширот на нашиот Киро Донев. Нема да говорам ништо стручно за книгата, се што има кажав во мојот предговор, ви благодарам за трпението, а сега му отстапувам збор на нашиот Киро Донев. Пријатели, љубители на литературата и секако на делото на Видое, јас не сум добар говорник, ама ќе се обидам да ви објаснам како дојде до оваа работа. Ви благодарам пред се од името моје и од името на Видое. Тој не ги сакаше таквите собери. Знаеш, кога седевме ние на такви некои симпозиуми, си имавме вакви некои ливчиња, он ќе напише нешто, јас ќе додадам нешто, после си ги собиравме, си ги чувавме. Он сакаше повеќе да работи отколку да работиме, нели, да губиме џабе времето. Со ова што не значи дека сега ова време е џабе губење. Тоа е во чест на Видое. Ќе ми се налути можеби. Видите, драги пријатели, таа книга јас почнав да ја работам некаде од 1970 година. И тоа одејќи, како што рече Ана, на тие манифестации, книжевни манифестации, литературни читања, симпозиуми како овој што е, и јас секој пат си го носев овој тефтер со мене. Значи, од 70 година, првиот се запиша Славко Јаневски,
па Ванчо Николевски, па Ристо Крле и да тамо си доаѓаат сите, па Раца на Кочин, на музата на Рацин и така натаму. А неколку години подоцна, прв пат го откривам ова сега, значи, кога беше професорка Караманова Нада, ако некој може би ученик некој да ги нежин, негде во гимназијата, јас инициирав заедно, прво го прашав видео, се разбира, без него не смеев ништо да направам, бидејќи тој ми беше и уредник и како постар брат. И направивме едно, тука пише Роднокрајци, значи на 14, 11, 79 година, го почнав да го водам овој тефтер нов. Тука се тие први, нали, струмичани, Љубиша Тачковски, Доня Чапаров, Бранков, Јадов и сите тие и до тие најновите. И мислам дека ова ќе биде втората книга. После ова, ако најдам, ако не дозволи времето и ако имам, нели, можности да ја објавам, се разбира ќе биде втора. Инаку за оваа книга првата песна ми ја напиша, првата работа ја напиша Славко Јаневски, потоа Ванчо Николевски, Ристо Крле и натаму почна да се ред. Во нејзе има некои, во книгата ќе видите има интервјуа од 15 наши автори кои не се веќе живи. И тоа е по некој мој критериум, драги пријатели. Јас, нели, одев таму, читав со повеќе луѓе, нели, таму има на едно литературно читање, има 10 автори. Во Нови Сад, особено да тие змајови детски игри доаѓаа. Меѓутоа, јас имав еден свој критериум и по тој критериум ги одбирав тие луѓе кои мислев дека ќе бидат нешто историја или темел, ќе бидат на што ќе остане некој еден споменик, тој книжевен споменар ќе биде за оние, еве има тука научници што ја проучуваат таа историја на литературата за деца, а не се само за деца. Тоа се тука и автори кои пишуваат за возрастни, меѓутоа и кои пишувале за деца. Сега тука има една работа, мислат дека пишувањето за деца е многу по-лесно, па некои се префрлаа од возрастни почнат за деца, ама стана лоши автори за возрастни и за деца. А некои па што пишуваат за деца, пишуваат и за возрастни, исто така многу убаво, нели? Оваа книга сега половината, многу ми е тешко кога ја превратувам сега, кога ја читам, бидејќи половината од тие мои пријатели на кои со кои го минав мојот работен век, што се вели, не се меѓу живите. И сега кога ја прелистувам, кога гледам што ми оставиле како порака, што ми напишиле, тоа ми е представува една тешкотија кога ги буричкам во тие спомени вака. Знаете, сега за секој имам по една нова приказна. Сакав да правам повеќе варијанти, но благодарение тука на професорката Ана, таа со својата стручност тоа нели ме посоветува како да изгледа книгата и јас се направив во оној облик како што е тука. Меѓутоа сакав јас прво да направам нешто прво анекдотски некои работи. Меѓутоа не го направив тоа и сега правам нешто ново, непознато за познатите. Тоа ќе биде повеќе анекдотски работи. Еве, на пример, ќе ви кажам една како се било. Кажа за овој Велю Милошевиќ. Кажам за Бранко Чопич, кога патувавме со Видоје Подгорец и со Григор Поповски за Сараево. Одевме во Боснанска Крупа, тама тој кај што е, дали, од тој крај е роден. И во авионот кога бевме, така седам јас на крај, како најмалку од сите, само ние од Македонија тројцата бевме, и Бранко седе тамо нешто пишува на книга, пишува, така. Викам, Видоје, што е? Вика, леј, Бранко, како се тресе, вика, што? Вика, има фобија од авиони. Не бил партизан, првите тие, знаете, од авионите, вика, знаете што? И се тресе, ја отидов кај него, викам, друже, Бранко, шта е ово? Шта радите? Вика, чути, Кирче, ти си још курирче, ми вика на мене. Ако преживиме овој лет, добиче што, знаете. И како добијам една цигара, нишка морава имаше нештогаш, пишуваше на неа, не забележува, и забинав, јас се заборив. И Видоје вика, води тоа што, нели ти рекол, ќе ти го даде. Се симнав од авионот, и таа кутијата ми ја даде, и пишува на неже, вика, иже еси на небеси, ако се било шта деси, учини да паднем у најрочју стюардеси. Чичко Ванчо Николевски, тие некои такви работи, Чичко Ванчо Николевски ми напиша на книгата, ево тука е Чичко Ванчо, која славевме на 11 октомври, читаме во могилата во Прилеп,
А он со едни чуканчина, полн джеп чуканчина, само пие вигњачиња и тетка Евка, жена му немој бе кире да му даваш, ќе се напие, ќе сгреши нешто. А се прскаше со еден, тие имаше некој розе, мириси бугарски, само се прска да не мирисал. А да викам, не мириса на мен на тие. Како вика се прска бугарски мирис, гледаш, вика на тоа е. И по едно време Чичко Ванчо вика, Кирче, најди ми ја песната, празнична песна, за 11, за Мудзилата и читаме. И ја овој листов го свртих вака и му ја давам, и он излезе, аз со басно му така, како мене беше угоди по-старо мене. А сега деца Чичко Ванчо ќе ви каже како гинале нашите партизани, секој ден овие споменици да носите цвеќе и почна да чита. Веј се алово знаме над мојот роден крај, дружна песна нек се ори, да живее 1 мај. Не, 11 октомври, не важи. Чита, не важи 11 октомври. Чита, не 11. И сите се смеат, деца како сега. И сега викам Чичко Ванчо, ово сти Кирче, ќе му остави. И ми напиша, не сликата е тука, ќе видите, ја прочитате, остави ја брате работата наша, со жената стана и Боза и каша. Такви некои анекдоти, нели, не се стија, сите се вака, нели? Работам на таа книга. Оваа книга многу се викаме ние стомичани, ме измачи, ама што сум омачил, сакам вие да видите дали е добро или не. Јас мислам дека ќе се најде оваа книга за оние што сака да проучуваат историјата на литературата на Балканот, не само во Македонија и во нашите некогашни простори и во словенски, туку и на Балканот, и мислам ќе им се најде, има податоци, тука ќе видите. А оставам на оние што ќе дојдат после мене, они па да почнат тука, од кај мене ми се последни, Сузана ми е последна, со неја заврших книгата. Од тука натаму некој почне да создава историја за оние кои ќе продолжат сега да пишуваат. Јас ви благодарам што дојдовте. Толку можев да сработам, ако ми даде да до Господ повеќе време, ќе ја навршим ова. Имам должност кон тие роднокрајни, туку има сите своја песна напишено. Ви кажав, почнувајќи од Љубен, па сите тие автори видое, веќе не се живи тука некои луѓе, Чапаров и така натаму, Антон Панов и другите. И ви благодарам многу. Градоначалникот еден пример од градоначалникот. Бидејќи Струмица, да ви кажем една работа, како може Министерството да не најде интерес, вика нема национален интерес во делото на Видое Подгорец. Како има две училишта, има крстени две училишта, ние ги не направивме. А 108 книги има објавено за време на својот многу кус живот и да не, а Струмица излезе, ако не беше Струмица мојата книга за Видое Подгорец, не знам јас тука немам таа книга, меѓутоа Дополнително ќе ја дадеме таа книга. Чекај, како Не, волшебната торба мора тука. Сигурно има внатре нешто. Еве, има ли некој поважно од градоначалникот? Нема, ја таа на градоначалник ќе му дадам. Незавршената приказна за Видое Подгорец. Ова се вика незавршена приказна за Видое Подгорец, оваа книга. Се разбира, тука се е кажано. Животот на Видое низ очите на Киро Донев. Да, тоа е во десетци негов ракопис има тука, нели, интервјуата први со Видое. Ова е нова книга. Ако не беше оваа Устината Струмица, Советот и градоначалникот, таа книга немаше да излезе. А со неја конкурирав неколку пати во Министерството, не најдов интерес. Значи, прв што напиша за Видое беше Тања Гошева, мојата почитувана колешка од библиотеката, она напиша една библиографија за Видое, тоа не знам за кога излезе, нели? Ќе поклонам, ако ја немаш. Немам. Ќе му е поклоните на градоначалникот бидејќи. Ова е значи книга за Видое. Мислам дека утре ќе донесам ја мушика ќе спомена по некој, ама ова е за градоначалникот. И ова, две. Оти не беше намената за вас, таа? Да нема некој друг? Не. Само еден градоначалник призна, друг не. Тоа беше на една писателка од Борујево, ама Борујци знаете како е. Борујци од Борујево сите се исти. Па морам да го кажам. Ќе го кажам заради градоначалникот да знае во Борујево што луѓе се.
Имавме ние градоначалник еден Шнајдер во нашето село. Да се викаше Бататанчо, јас бев ученик уште, това го пишувам. Ќе дојде некој од Буриево, ќе дојде Томето, татко и на Бататана, вика да ми сушииш одело. И овој вика, ости од таму штопчето, и дојде вика ќе ти у понеделник. Абе, мерка да ми земеш, вика. Знам ја мерката, Боровици вика, замаквам на Томето Кардепо, вика, само кажи колку пчалки да ти ставам. Сите сте исти у Бурови. Мене ми личи дека ова е зачеток на трета книга со анегдоти од Киро Донев, затоа што навистина во неговиот живот поминале многу луѓе и оставиле интересни анегдоти од она што заедно го преживеале. Кога поделуваме спомени, би сакала да се напратам пред 20 години, кога за прв пат Киро ги собра пријателите во Колешино под јаворите во селската кафејана, каде што се одржа првиот симпозиум. Јас бев ученик во прва година во средно училиште, Киро веќе беше решил дека ќе ме земе под рака со него и така се најдов како модератор и тогаш на тој научен симпозиум на кој што учествуваа професори, писатели, но пред се пријатели на Видое Подгорец. И тоа беше главната нишка. Луѓето кои што го сакале Видое чувствуваа одговорност и должност кон него да се направи нешто за Видое Подгорец. И еве пред 3 години ние повторно ја заживеавме оваа манифестација и се одржува денеска и утре третиот научен симпозиум, на што сме навистина многу сме разнежнати заради тоа што имаме можност да го направиме овој симпозиум. Доктор Ана Витанова Рингачева како председател на Сдруженијето Средби под јаворите, неколку зборови за идејата, за важноста на научното проучување и одгатнување на делото на Подгорец. Благодарам, Сузе. Почитуван градоначалник, господин Костадин Костадинов, почитувани советници, директори на образовните и културни институции во Струмица и секако, почитувани професори, истражувачи, почитувани колеги, студенти, медиуми, ви посакувам добар ден и топло добре дојде на третиот поред научен симпозиум посветен на ликот и делото на најплодниот македонски писател Видое Подгорец. Настан во организација на Сдруженијето Средби под јаворите Видое Подгорец Струмица. Големиот историчар на уметноста, сер Ернест Гобирх, на едно место вели: човек никогаш не престанува да учи за уметноста. Секогаш, кога човек ќе застане пред нив, големите уметнички дела како да изгледаат поинаку. Тие, како да се исто толку неисцрпни и непредвидливи, колку и самите човечки суштества. Светот на уметноста, а со тоа и светот на книжевноста, е возбудлив свет сам за себе, со своји чудни закони и своји авантури. Никој не треба да мисли дека знае се за тој свет, зашто и никој не знае. Светот на книжевноста како дел од уметноста е свет на неисцрпни богатства, толку вредни и единствени, што кога навреме би ги спознале и откриле, никогаш не би посакале да го напуштиме тој трезор на бесценетости. Секоја култура има своји Сизифи, кои никогаш не се откажале од мисијата да го туркаат каменот угоре. Туркајки го, насипале пат, оставиле трага дека некогаш биле тука. Како народ, за жал, со векови си патиме од болеста непризнавање на трудот на другиот, на вредниот, на оној кој животот го сватил како мисија, да остави трага зад себе. И така живејќи, постојано со симптоми на истата болест, мислиме дека се е сечие и секој има право да го злоупотреби зборот, а тоа е и куршум и кама. Не смееме да заборавиме дека зборот чува во себе значења на некоја далечна заборавена меморија, дека некој некогаш прв ја обликувал првата метафора и дека приказната има свој почеток некаде далеку во времето. Алкеј, например, прв ја спореди човековата судбина со брод кој плови по немирно море. И љубејќи ја најголемата поетеса на своето време, Сапфо, говори за највисоките норми, не само во поезијата, туку во книжевноста воопшто. Вели, зборовите се бесмртни,
Љубовта е поважна од се на светот. Единката е над колективот, а индивидуалниот чувствен свет е посилен од сите војски. Метафората со својот силен и екотен говор поблиску не доближува до вистината и до реалноста, отколку многуте страници пишан и изговорен текст. Денес говориме во името на еден од македонските културни демиурзи. Говориме за македонскиот Балзак, кој во наследство ни остави 108 книги. Една неразбирлива желба за творење, за пресоздавање на светот во кој детето е најсилната искра. За нас како македонци, Видое Подгорец е една силна метафора, символ на исконска сила и неразбирлива издашност на изворот, кој хранет од чистите кајнаци на планинската вода не престанува да буи и да дава живот. За рамнодушноста на родниот крај кон големите уметници говоревме, но ние, не прифаќајќи ја ваквата реалност, не прифаќајќи дека како држава сме апатични кон делото на најголемите меѓу нас, се обидуваме да ги отклучиме вратите зад кои со децении стои недопрено богатство, создавано токму од оние поединци кои за време на својот земен живот создале дело што на своји плеки може да го носат само избраните. Во културите во кои постои свест за важност на нештата, особено ако тие нешта се од светот на книжевноста и воопшто на уметноста, маркантните фигури на личности кои одбележале цели епохи се чуваат и негуваат како највредно богатство. Тие се всушност синоними за таа култура. Тие личности на својот грб го носале товарот на времето во кое создавале во некои зафрлени сиромашни краишта од земјата, но израснале во силни потпорни стебла, во чии крошни гнездо направиле младите птици. Не може Видое Подгорец, најголемиот подбеласички џин, да биде маргинален лик, да биде само писателот од колечино, кој заминувајќи во големиот град ќе ги помести од корен сваќањата за тоа што значи врвна литература создавана за најчистите души децата. Подгорец, големиот двигател на целокупната македонска литература, преку својот личен писателски печат, се наметна и се издигна над сите прекости, презири, нетрпеливости, суети и подмолно пуштени стапала. Познавајќи го секој атом од неговата човечка нарав, Киро Донев, братот по перо и најблискиот Видоев пријател, во сега веќе далечната 2002 година, со чувство на должност и неизмерна почит, го формира Сдруженијето и го одржува првиот научен симпозиум. Денес, 19 години подоцна, го одржуваме третиот поред возобновен собир. Ја живееме реалноста во која се говори за големото дело на Подгорец, а кое е малку истражувано и за него има многу малку пишувано. За жал, оние институции кои треба да ни бидат подршка на нашата идеја, што ентузијастички и со жар се обидуваме да ја реализираме, не можеа да ја препознаат како благородна, но и нашиот влог во иднината на земјата во која сакаме да останат и да живеат нашите деца. Денеска сме тука, како што кажа Сузана, дури разнежнети, благодарение на Општина Струмица и градоначалникот господинот Костадин Костадинов и добронамерниците од општествено одговорните компании, Хотелот Сириус кој што не пречека, Колит Естим и Просветно дело. И бидејќи во една прилика Монтењ вели: "Подпирајте ја постојано вашата глава на туѓите глави. Подпирајте го вашиот ум на туѓите умови." И навистина, човек не смее, не може сам да направи толку колку што може заедно со оние што го почитуваат и споделуваат со него исти светогледи и исти вредности. За тоа ви благодариме од срце. Овие 2 дена, во рамки на научниот симпозиум, насловен Книжевното дело на Видое Подгорец, јазик, поетика и херменевтика, ќе се обидеме да ги растајниме пораките од Книжевното дело на Подгорец, но дали досега доволно сме направиле? Редуцираното, скоро умртвено естетско чувство, непознавање на нормираниот македонски јазик, немање основно чувство за духовна мера, сето тоа не доведе до една неприродна состојба на умот, да и се восхитуваме на вулгарната материализирана слика на светот, да одиме по работ на некаква самонавидом богата живејачка, која во секој миг може да не струполи во бездната под неа. Може би овој наш обид да говориме за делото на еден од најголемите македонски културни дејци
За некого е само празен глас во зарастен бунар. Но за оние, чиј ум барем малку се вознемирува од разбите на зборот, можеби ќе се случи миг на спознавање. И на крајот, така би можеле најверојатно да му се одолжиме на овој град, како што вели академик Маџунков. Тој ни ја дал стварноста на нашата живеачка, а ние треба да му ја вратиме непотрошена. Видое Подгорец ја понесе со себе таа стварност, изродена во пазувите на големата митска Беласица. Ја пресоздаде и ни ја врати дестилирана, очистена и облагородена. Зарем не направил премногу? Ви благодарам. Во овој момент сакам да се присетам на една голема вистина која што постојано кажува Киро Донев од неговите мемуари, заеднички мемуари со Видое Подгорец, која во моментите на разочареност, творечка, не знам, суша можеби, Киро честопати го му се истажувал на Подгорец дека нема доволно признание во општеството за она што се прави, дека е неблагородна писателската, книжевната, научната работа. Меѓутоа Подгорец како голем мудрец му велел: Кирчо, ние треба да го трупиме она што го создаваме, нека се пласти, еден ден некој ќе се сопне од него. И еве ние сме тие што сме сопнати пред делото на Видое Подгорец и навистина почнавме да буричкаме во она што е создадено, се обидуваме да дадеме нова вредност, нови гледишта на творештвото на Подгорец, но не можеме сами да го направиме тоа. Токму затоа зборовите на благодарност се вистински искрени кон сите поддржувачи на овој научен симпозиум и на продолжувањето на литературната манифестација сред подјаворите. Во таа прилика, господине Костадинов, ве повикувам да го отворите симпозиумот. Почитувани научни работници, професори, книжевници, почитувани членови на Сдруженијето на граѓани, средби подјаворите Видое Подгорец, почитувани дами и господа. Се надевам дека ќе бидам во право ако речам дека на книжевните автори кои важат за исклучително плодни, потребни им се дури 5 животи за да напишат 108 книги. Или поинако кажано, 5 плодни автори можат вкупно заедно да создадат толку многу книги. Но ете се изнашол кадарен човек од нашето поднебје, од потпадините на Беласица, сосема сам и сосема за еден, релативно кус животен век, да напише и објави толку литературни дела. Овој феномен има свое име и презиме, Видое Подгорец. Едно такво име и презиме сосема го заслужува овој дводневен научен собир, насловен Книжевно дело на Видое Подгорец и јазик, поетика и херменевтика. Сакам од оваа прилика да ги поздравам сите учесници на овој трет научен симпозиум, а на оние од другите средини да им посакам добре дојде во Струмица. Со надеж дека на најубав можен начин ќе го ползуваат нашето познато струмичко гостопримство. На организаторите од Сдруженијето на граѓани средби подјаворите Видое Подгорец од Струмица им честитам на максималниот влог во зачувувањето на споменот за ликот и делото на најплодниот македонски автор. Во таа препознаена заложба, поддршката од мене и од општина Струмица и понатаму нема со сигурност да изостане. Со надеж дека овие 2 дена ќе донесат плодно научно расветлување на оставнината на Подгорец, како и откривање на убавините на македонскиот јазик и книжевност, третиот научен симпозиум, Книжевното дело на Видое Подгорец, и јазик, поетика и херменевтика, го прогласувам за отворен. Сосема на крај, господине Донев, навистина ви благодарам за подарокот и се надевам дека ќе ја примите мојата искрена порака до вас, од моје и од име на Советот на општина Струмица и од општина Струмица, да следното дело Роднокрајци почнете да го работите како оставнина за нас и за идните генерации. И сте
навистина интересен човек. Ми правите проблем во обидот да ја сменам перцепцијата за политичарот и кога рековте дека книгата е намената за друг, а јас ја земав и оди са смени. Ви благодарам. Наш татко на градот на университет, ќе ми простите, нали, ние обично може децата и да грешиме. Имаме неколку благодарници, како што спомнавме за нашите поддржувачи, ја замолувам Ана ако може да ги додели. Ајде. Ќе ти дадам уште малку време после. Мислам, после Да биде јавно, ништо не сме да се каже. Ова е само парче хартија, меѓутоа се надевам дека ќе ви значи ова мала благодарница која што Сдруженијето ја доделува на општина Струмица за поддршката на и ви благодарам. И Ксенија од просветно дело е тука. Таа секогаш, она ни е третата соработничка на нашата манифестација. Она ни е логистичка подршка од Скопје, а јас се служам на теја. Дозволите само во неколку збора да се поздравам своите генерални директори, магистар Павле Петров и госпоѓа Весна Дубовска, кои што од првиот момент во вооднувањето на оваа манифестација се наша подршка, вклучени и меморандум со општина Струмица за подршка на се што се случува на поле на култура во Струмица, особено со оваа манифестација, затоа што Видове Подгорец е дел од историјата на детска радост и просветно дело, затоа што бил уредник на списанијата Другарче и Настев, затоа што бил подршка за многу автори, особено разнокрајните, но ќе завршам само со едно. Мислам дека по насловот на Струмица што има автори, друг град не може да се попаѓа. Ако можете, демонтирајте. Ќе си дозволам лично обраќање, Чичко Киро, уште нешто сакаше да ни кажеш. Реплика, велете. Вака сега. Градоначалниче, многу бил благодарен, навистина имате разбирање. До сега сме имале разбирање до општина Струмица, меѓутоа сега епте многу имаме разбирање. Сакам да ви кажам, кога почна таа манифестација, јас се консултирав со некои мои луѓе кои беа фамилија на некој начин на Видове. Тоа беше Душко Цацков од Штип, Иван Глигоров од Скопје и Никола Петров. И ми рекол, викам да правиме една манифестација. Друго што сакаш? Па викам да ме поддржите. И па вика дај поднеси барање. Викам прво, знаеш што сакам да му викам да направиме едно школу во Кулешино, да го носи неговото име. Одлична вика идејата, направи барање и јас од тука отидов. Кај ќе одам, сад не кажам кој е. Прво, овие Кулешино, градоначалниче, мислам, знаете како Исус Христос го изгониле од Назарет, а па не, тие што се познати луѓе родни од кај, многу да знаете, не ги почитуваат. Јас и помена си знам. Отидов кај беше министерка, не ги спомнам името во тоа време, и викам, вака сакаме Кулешино да се вика школото, Видове Подгорец. Па вика, Друже Донев, па не може, вика, Глигор Пардичев не е помал од Видове Подгорец. Па викам, за нашиот крај е поголем. Плюс тоа Глигор Пардичев, вика, има многу школи у Македонија. И вика, не може тоа. И немаше поддршка од целото, јас дојдов по Струмица. Кај Пачемски, му викам вака и вака. Барења донесовме. Вика, ако некој иде од Министерството, вика да донесеме таму. Јас обезбедив некоја такво барење, не беше Моше Пијаде, па чему си оставил во фиоката, неќе, сакал да дојде Малишевски да се вика. И он сега батко ми ќе го да. Викам, не може. И го чува тоа, го чува по едно време, вика нема министер, го најдовме, прво го крстивме во Струмица, Видове Подгорец, потоа беше во Значи, министерката тогава немаше разбирање, значи, вие не сте за градоначалник, вие треба да бидете министер, заради тоа што ако неќе... Значи, тој немал разбирање за Видове, а вие имате. Тогава во тоа време, тоа беше транзиција, знаете која, многу давна беше. Ви благодарам на вистина од името на, не само од моја име, од името на
моите соработници, меѓутоа во името на сите деца од Македонија кои го сакаат видео го прослави Македонија, не Кулешино. Белото циганче него каде не е отидено. Јас сум патувал со него низ светот и знам каде во Русија како е чекан. Секаде е пречекан уво, само кај нас не беше пречекан уво. Сега веќе се враќа благодарение на оваа екипа овде Ксенија, овие тия млади бидови ми рече ќе дојдат попаметни од нас, вика, еден ден Кирчо вика, ние сме должни да работиме, ќе дојдат попаметни, вика, тие ќе ја продолжат нашата работа. И навистина дојдоа, ви благодарам за оваа поддршката и се надевам дека трети поред, првиот беше, значи, таму негде Сузана беше учесничка и само тројца професори имаше, драги колеги, беше Иван Григоров, беше Душко Цацков и беше Никола Петров. А сега гледам од Скопје има 15 научни соработници. И тук има многу писатели, има многу луѓе кои знаат да го ценат тоа. Ви благодарам и велам дека ова после таа поддршка нема таа манифестација да згасне. Навистина ви благодарам. Нема уште што да додадеме, ви благодарам на сите. Со ова го завршуваме овој официјален дел, а сесијата почнува од 16 часот. Ви благодарам.